вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите маринирано свинско печење. Прво на даската за сечење свинското месо го засекуваме на подебели шницли. Во длабок сад го ставаме белото вино. Го додаваме сенфот. Лимонот го сечеме на половина и го цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го додаваме во садот. Во садот го додаваме и медот. Посолуваме. Наросуваме мелен црнпипер. Потоа мешаме со жица за матење. Со црпалка месото го преливаме со претходно подготвената маринада. Го оставаме месото да отстои во маринадата 1 ден или најмалку 6 часа. Во меѓувреме, шампињоните ги сечкаме на тенки листови. Друг огноотпорен сад обложуваме со алуминиумска фолија. Го вадиме месото од садот со маринадата и го ставаме во огноотпорниот сад обложен со фолија. Земаме парче чаден свински стек. Врз него ставаме парче кашкавал. Потоа го свиткуваме чаденото месо на половина. Вака подготвените парчиња чадено месо ги ставаме во засеците на свинската кртина. Во засеците ставаме и сечкани шампињони. Потоа со црпалка полнетото свинско месо го преливаме со преостанатата маринада. Попрскуваме масло за јадење. Месото го прекриваме со краевите на алуминиумската фолија. Огноотпорниот сад го затвораме со уште 2 парчиња алуминиумска фолија. Потоа го ставаме садот во рерна. Печеме 1 час на температура од 200 степени. Во меѓувреме претходно обарените моркови ги сечкаме на коси кругови. Во тава за пржење на оган ставаме маслиново масло да се загрее. На загреаното масло ги ставаме парчињата морков да се пржат. Го додаваме претходно обарениот грашок и парчињата претходно обарени компири. Посолуваме. Наросуваме мелен црнпипер. Потоа во тавата го додаваме соја сосот. Промешуваме. Во меѓувреме, огноотпорниот сад го вадиме од рерна. Ја отстрануваме фолијата. Садот го враќаме во рерна. Печеме уште 30 на минути. Го вадиме маринираното свинско печење од огноотпорниот сад и дијагонално го ставаме во сад за сервирање врз росфрески послужавник. Од двете страни на печењето го ставаме мешаниот зеленчук од тавата за пржење. Парчињата пиперка ги ставаме на двата краја на печењето. 2 млади кромитчиња сечеме на половина и младиот кромит го ставаме на двата краја на огноотпорниот сад. Потоа од лушпа од домат формираме цвет кој го ставаме на средината на печењето. Со по едно гранче француски макдонос од двете страни на цветот ја завршуваме декорацијата. Добар апетит!